Од 2018 година производствените капацитети кои беа во Куманово и во Струмица се потполно префрлени на локацијата во Битола, во една модерна фабрика, сега лоцирана на 6000 квадратни метри и спаѓа една од најмодерните фабрики за производство на млеко и на млечни производи во Македонија. Дневниот капацитет на преработка е преку 80 тони млеко. Ние, за жал, ја знаете ситуацијата која е сегашната ситуација во Македонија, работиме со некои 30 до 40% од капацитетите, значи дневно преработуваме од 30 до 35 тона во зависност од сезоната која е преку годината. И воглавном сите знаат дека сме лидери во тврдата програма, значи во сирење и во кашкавали, но произведуваме и течна програма од подкатегориите на УХТ млеко, на пробиотски јогурт, кисело млеко и павлак. По 2018 година инвестиравме најповеќе прво во оптимизирање на самиот процес во производството, затоа што тоа е најсуптилниот дел во работата во млекарската индустрија, а тоа е да ги сетирате сите параметри кои ви се битни клучни кои ви се за успех во бизнисот, а тоа е откупот на млеко, значи затварање на ладниот ланец. Тој беше затворен и порано, меѓутоа го проширивме полето на соработка со фармерите и нормално тука е нашиот најголем извор на суровина, тоа е најголемата фарма, да речем, во овој дел од Европа, ЗК Пелагонија, сите знаат, каде што околу 70% од млекото доаѓа од истата. Инвестиравме во самото производство, инвестиравме во дистрибутивната мрежа на нашите производи, значи од аспект во производството инвестиравме најповеќе во ултрамодерна линија за производство на јогурт, тоа е пробиотски јогурт, Benefit, познат е во картонско пакување. Тоа морам да го подвлечам дека нашиот пробиотски јогурт е во картонско пакување и единствениот на пазарот со LGG култура, која е директно произведена во соработка со Кристијан Хансен од Данска. Ние сме веројатно единствената млекарница во Македонија која произведува баш традиционален концепт на бело сирење или фета сирење, како што го знаат, и не постои ни едно парче на сирење кое излегло од самата млекарница која не е зреано најмалку месец дена. Значи, секој производ кај нас е добиен од чисто млеко, комплетната суровина е од македонско потекло, значи ние не увезуваме млеко нити било какви производи кои би ги додавале за да го подобриме квалитетот на нашиот производ, туку секој наш производ, секоја категорија, секој SKU е произведен од чисто млеко. Тоа важи за сирењето, тоа важи за кашкавалот, тоа важи за пармезанот и тоа важи за комплетната течна програма на млекарницата. Една работа која треба да се нагласи за здравје, која го карактеризира здравје како посебен бренд во нашата држава, е потполно домашен бренд, и млекарница здравје, како што реков, не увезува млеко, него ги користи своите капацитети на откуп на млеко и само тоа млеко се произведува секој производ. Ние сме една од малкуте млекари која го има извозниот број за Европска унија број 14, меѓутоа не го имаме чисто само де јуре, него ние го користиме, односно го имаме и де факто. Нашиот извоз е некаде околу 10% од вкупната количина на произведени производи во Европска унија. И морам да напоменам дека извозот во 2024 во однос на 2023 година порасна за 44%, зборувам за нас. Најважната работа која треба да се нагласи за нас е тоа што нашиот потрошувач го јади истиот производ што го јади и потрошувачот во Европска унија. Значи, ние не правиме дистинкција помеѓу оние производи кои ги пуштаме за Европска унија со оние кои ги имате на македонскиот пазар. Истиот производ го има и на македонскиот пазар, како и тој во Европската унија. Значи,
секој потрошувач каде и да е го јаде истиот производ. Значи нашите граѓани нема потреба да се сомневаат во тие работи дека дел од нашите производи има посебен третман за извоз. Тоа се највисоките стандарди моментално во целиот свет во однос на производството на млечни производи. Пред се тука се однесува, значи најголем дел опфаќа самата суровина, квалитетот на самата суровина. Треба да биде тоа, знаете вие добро, вонредно, исклучително чисто млеко од аспект на микробиологија и соматски клетки. Меѓутоа, исто така морам да кажам дека го имаме најдобриот хемиски квалитет во државата на млекото. Значи имаме млеко со најдобри хемиско-физички параметри. Тој извоз во овој момент, ова година, мислиме да го зголемиме за околу 20%, над тие 44%, затоа што имаме веќе писма со намера со многу маркети од Европска Унија, меѓутоа веќе имаме и реализиран извоз со нови маркети во Бугарија, кои веќе ги финализиравме преговорите, веќе ги имаме и подпишано договорите, така да ова година очекуваме да бидеме 20% подобри него ланската година. Критериум за да биде наш кооперант, прво мора да произведува чисто млеко, значи да немаме обиди на адултерација или да не бидам прегруб фалсификување на млекото, тоа кај нас го нема. Значи, основни критериуми се нормално да има здравствен статус, на уверение за здравствен статус на живот. Се што бара државата, сите позитивни прописи во однос на ова материја мора да ги исполнуваат. Тоа е едно. Второ, ние како млекарница, значи вие имате пакет на пристапни, не се тие протоколи, претежок збор е протокол, меѓутоа сепак треба да се знае на што сме. Не може да има варијации во однос на хемискиот квалитет и микробиолошкиот квалитет. Кај нас преку 80%, 90% од млекото ги задоволува најстрогите стандарди на микробиолошки квалитет. И тука можам да кажам секако пак ќе се вратам со ЗК Пелагонијата заедно, дека сме млекарница број 1 во однос на чистота на млеко и чистота на производ.